Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден на К3 телевизија. Како и секој ден, така и во вториот дел имаме гости, имаме интересни теми, но денешните гости јас сакам да ги представам на еден мој начин со една моја најава. Станува збор за основното училиште Кочо Рацин. Мисијата на Кочо Рацин: флексибилна, ефективна и отворена средина. Тоа е нивното училиште. Тука се потикнува творечкиот дух, креативноста, спознавањето и почитувањето на себе и другите. Града доверба помеѓу учениците, наставниците и родителите, со посебен акцент на потикнување, љубопитност, со цел подобрување на научните постигнувања. Креираат безбедна средина во која секој ученик ќе може да ги манифестира и промовира своите културни вредности и потреби и тогаш кога се различни од културните вредности и потреби на другите. Промовираат одговорност. Визијата е следната: училиште кое се стреми кон современа образовна технологија и стручно оспособен кадар, кој ќе обезбеди поквалитетна настава компатибилна со европското образование. Воспитуваат личности, подготвени да се справат со животните предизвици и да бидат одговорни граѓани на мултикултурното општество. Градат свест за унапредување на алтернативните можности за заштита на биодиверзитетот. Добро утро. Добро утро. Многу е убаво чувството кога се има неколку дами во студиото. Инаку, ќе ви ги представам гостинките со редот, бидејќи темата ни е основното училиште Кочо Рацин и патрониот празник кој е на 27 ноември. Ќе почнеме со директорката, госпоѓа Лидија Пешевска, директор на Општинското основно училиште Кочо Рацин. Така. А следната гостинка е психологот госпоѓа Кети Бајрановиќ-Доцевска. Добро утро и за вас. И координатор за патронатот е наставник по македонски јазик госпоѓа Тања Стоилковиќ. Добро утро на сите. Се надевам дека не ви беше премногу рано да ни гостувате, дека вие убаво се чувствувате во нашето студио и се разбира причината е уште поубава за која што денеска ќе разговараме. Патронен празник на едно училиште е една убава манифестација. Некако на тој ден си се сумираат многу работи кои што се завршиле, се заокружуваат многу активности кои се планирани и се она на што се работи во текот на школската година, нели? И што се однесува до дечињата и на вас од дечињата. Јас би сакала за почеток да кажеме нешто општо за училиштето. Тоа би ја замолила директорката. Нешто како лична карта на вашето училиште. Така, благодарам. Најпрво дозволете ми да добро утро на сите гледачи на вашата телевизија и ви благодарам на поканата. Ова година нашето училиште прославува 76 години од своето постоење и воедно тоа е првото училиште кое го започнало своето постоење на македонски мајчин јазик, така. Па затоа и следната недела ни е токму во знакот на одбележување на денот на нашето училиште, со низа активности за кои подоцна ќе позборуваме. Ќе кажам основната лична карта на нашето училиште. Ние сме големо училиште, огромно, со 1320 ученици, со едно централно училиште големо, со 7 подрачни училишта. Ќе ги набројам: Добрашане, Билјановце, Орашец, Скачковце, Градиште, Кучкарево, Габреш, Кокошиња и така натаму. Имаме вработени вкупно 110, од кои 86 е наставен кадар. Имаме вработени техничка служба 20, имаме 4 администратора, за жал не имаме дефектолог со толкова голем број на ученици. Имаме 27 училници, имаме 6 помошни простори, кабинети по информатика, по техничко образование, музичко и така натаму. Медиотека, прекрасна библиотека, богата со голем фонд на книги. Така да горди сме на ова наша школа што низа години го градило своето реноме и својот рейтинг. Говорат низата постигнати резултати, успеси, награди, признанија низ годините наназад на нашите ученици кои сега се веќе видни граѓани по нашиот град, по нашата република, па и надвор
слободно можам да кажам во светот. Награди и признанија, 2 пати сме добитници на ноемвриска награда, повеќе пати за најдобро уреден училишен двор. Понатаму Климентово слово и низа други, сега ќе заборавам некои, нека ме посетат моите соговорнички колешки. Така да гордост е голема, ама и одговорност е голема. Се разбира, сигурно. Дали се зголемува бројот на ученици од година во година? Се зголемува. За некој не голем процент, ама се зголема, постојано расте. Ева, ова година имаме 127 првачиња запишани. Така да постојано има прилив на ученици од другите градови од другите краеви на нашиот град. Добро. Да ни кажете од ланската година, да кажеме, до оваа година. Тоа е период од една година, од патронатот од минатата година до ова. Дали може да ни кажете кои проекти се остварени? Што е реализирано? Дали, еве, например, психологот, би можеле вие, госпоđo доцеска, да ни проговорите нешто за тоа, за годишната програма, за проектите кои што се предвидени со годишната програма? Сепак, нели, како што рековме, се сумираат резултатите од минатиот до овој патронат и сега си се остварува една слика што сме оствариле, на што треба да поработиме повеќе, на што помалку, повелете. Така, патронатот е сега многу рано за да ги сумираме резултатите, но резултатите вообичаено ги сумираме во месец јуни, на крај на учебната година, но и сега можеме да ги заокружиме еден одреден дел од активностите. Секоја година во годишната програма се планираат, се одредуваат приоритетите на кои ќе работи училиштето. Така да ова учебна година нашите приоритети се постигање на подобри резултати во наставата, првиот приоритет е. Тука ќе се фокусираме на изработка на тестови со примена на образовен, се извинувам, не изработка, туку примена, изработка нормално од страна на наставниците и примена на тестови со примена на образовниот софтвер Кедука, со што би го приближиле начинот на испрашување на учениците и оценување на учениците до оној кој се бара со екстерно тестирање, за да им биде полесно да им го приближиме начинот. Исто така и изработка и примена на содржини од страна на наставниците. Така. Не само оние кои се дадени како готови апликации од страна на Бирото за образование, Министерството за образование. Понатаму втората цел ни е подобрување на условите за работа, бидејќи тоа секоја година работиме на тоа и по нешто успеваме да постигнеме. Оваа година би сакале да продолжиме со опремување на училници со LCD телевизори. Уште 3 училници да опремиме со LCD телевизори, потоа еден од приоритетите кој со години ни се провлекува и сега се надеваме дека оваа година ќе се оствари е правење, како да кажем сега, за правење на патека за движење на лица со телесен хендикеп. Приоди кон училиштето, така. И третиот ни е сега малку можеби поамбициозен проект, опремување на делот од, бидејќи имаме прекрасен хол во училиштето, голем, простран, делот на опремување на тој хол и пренамена на тој простор за дел на ученичко бифе или на простор за исхрана на учениците. Ќе видиме дали ќе успееме. Тоа е нешто што навистина недостасува во основните училишта, тип на кантини, да кажеме, каде што би можеле учениците да си седнат, да се дружиме и ние со нив, па и вие со нив, навистина е топло катче за сите нив. Сега тоа е малку поамбициозно, но се трудиме, ако не оваа година. Се разбира, јас мислам ако едно училиште воведе некој таков начин, мислам дека другите сигурно ќе се приклонат. Не само тоа што би било како проект многу тешко изводливо, туку побарање на учениците. Сите ќе се споредуваат зошто тоа училиште да нема сакани. И родителите. И родителите, и учениците, и верувате многу големо олеснување кога ќе го испратите детето во училиште, да знаете дека таму има што да јаде, има каде да биде, не мора да претрчува по улиците. Точно. И многу работи ќе се решат со еден таков потек. Добро. Една од новините е воведување на газ директорка, гасификација и униформирање на учениците, што мене лично многу ми се допаѓа. Така да само на вас, на нас најмногу. Да, и на учениците. Годи сме среќни што оваа година ја започнаме со гасната котара се приклучи на гасовод и
благодарни сме, еве јавно ќе за благодарност до локалната самоуправа и до Куманово богатство да правија напори, еве да започнеме со оваа гројна сезона со да се грееме на природен газ. И навистина благодетите се големи. Веќе ни е топло во училиштето и гледам учениците, униформите имаме со кратки ракави и со долги. Веќе долгите ракави ги униформата ја со облакаат и одат само по кратки ракави затоа што температурата е навистина висока. Да. Со газ, грејење на газ. Благодарност и до Советот на родителите. Затоа што не правија напори, тоа беше се во нивни раце, во нивна режија, во нивна организација, во нивна дистрибуција, снабдување на униформи и убава е гледката навистина кој ќе погледнеме сите ученици облечени во исто и бенефитите се исто така плюс затоа што нема социјални разлики, социјални разликите не се приметуваат. Будитот, семејниот будет на родителите нормално се зголемува затоа што кога ќе оди ученикот нема да мисли утре што да облече, дали нови трендерки или нови панталончиња, блузички, вака сите се исти. И верувате, клетката која ќе ги погледнеме е преубава. Така. Благодарност до Советот на родители, така. Добра, а како кој ви финансира за униформите? Чија идеја беше, како го реализиравте самиот Наша идеја, нормално, нашите наставници, ние со менаџерскиот тим, родителите, тоа е се во нивна надлежност, тие се финансијари. Сами си ги плаќаат униформите. Сама си пронајдова фирма која ќе ги изработи логото на училиштето, значи сами ги дистрибуира, сами ги донесоа. Само беа донесени во училница и беше должност на децата на родителите да си ги облечат. Добра, што мислите за еден податок кој ете така кога сега во моментот дека разговаравме па ми поминува низ главата за носење на беџеви на децата. Значи една од од страна од Европа, нели учиме, гледаме како европските асоциации како реагираат. Со оглед на тоа што постојано се случуваат одредени проблеми по училиштата за носење на беџеви, за именување на децата, за од една страна постоеше еден предлог кој што беше некако, не знам зошто, негативно се гледаше на еден таков предлог. Од друга страна, знам дека во средно училиште гимназија дека постоеше. Сега не знам дали сега има. Сега, што мислите вие за таков предлог? Вашиот став како е? Не сме размислували така подлабоко за ваков предлог. Убаво е да се има, нели, име и презиме на секој ученик. Си носат лого на униформата, кочо раце нормално, а ова го практикуваме низа години наназад со првачињата. Кога колечките ќе треба да земат прво одделение и кога ќе земат нови лица, нели, после 5 годишно работа со речињата кои од во 6 одделение, обично започнуваме со беџеви. Секој си има беџ со име и со презиме, и професорките по англиски јазик да ги научат, другите професори, учителките, додека тоа трае. Еве, прво полугодие, па и второ, а потоа нема проблем. Секој го си го познава, ги знаеме и другите. И јас како директор ги знам сите, и службата стручна, и професорите, така да мислам дека дека нема потреба, убаво би било, ама не е приоритетно. Така. Добро. Ајде тука да јас предлагам малку музика, да се одмориме малку, да земеме воздух и потоа продолжуваме повторно со Ете така, продолжуваме повторно со разговорот со нашите гостинки во студиото, а темата не е основното училиште, општинското основно училиште Кочо Рацин од Куманово. Значи, дојдовме до моментот кога треба да ни кажете нешто повеќе каква е вашата соработка со институциите во општината, републиката, надвор од републиката. Така, ние како училиште постојано сме присутни во сите збирнувања на нашиот град. Дали се тоа манифестации, приредби, одбележувања, прослави, поканети сме секаде во сите културно-историски институции и установи. Интензивиране на соработката со градинките, тие се постојани гости кај нас во нашето училиште и нашите ученици кај нив исто така заедно соработуваме. Организираме креативни работилници, библиотеката Таня Георгиевски исто
соработката е на високо ниво. Еве сега пред некој ден се одржа завршната манифестација месецот на книгата во нашето училиште. Ние беме домаќини по повод 70 години од постоење на библиотеката Тане Георгиевски. Добитници се и тие на ноемвринска награда и така натаму, така да тој ден ни беше малку така посвечен, повеличествен. Се чувствуваме сите убаво, имаме многу гости, беа гости писателите Христо Петерски и Фези Бојку. Заедно потоа ние подпишуваме меморандум за соработка во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образование со училиштето на Импрешери, исто општинско основно училиште од нашиот град. Партнери сме, соработката е на високо ниво. Имаме разни активности кои ги реализираме континуирано по повод разни настрани, нивни и наши. Подписаме меморандум за соработка со Сдружение за работа со дечиња со пречки во развој, порака наша од Куманово. Потоа во преговори сме и со постапката тече со Домот за деца без родители, 11 октомври во Скопје, на поведок и подпишување на меморандум надвор од нашиот град, значи во Републиката. Подпишуваме меморандум за Батимино училиште надвор и бевме гости во Анталија. Го промовираме нашиот град, па и нашата република, нашата татковина Република Македонија. Со приватно основно училиште Синав коледж од Анталија разменувавме разни искуства, посетивме културно-историски споменици, нивни традиции. Нашите ученици беа гости, присуствуваа на часовите, на нивните часови по англиски јазик, имаше интерактивна настава, разни квизови, манифестации. Беше прекрасно дружење, научиме многу нешто за тие 4 дена и еве сега во Анталија беше Ден на детето и Ден на Турската република. Така да бевме учесници директни во нивната приредба. Поканите се на 24 мај по повод Денот на просветителите, Кирил и Методи, ќе ни бидат гости и тие на нас 4-дневна посета. И се надеваме дека ќе ги удостоиме и ќе ги пречекаме така како што треба, како што доликува на нашето училиште и на нашиот град. Сигурно. Добро, ајде да продолжиме со разговорот со психологот Кети Берановиќ Доцевска. Господи Доцевска, да ни кажете, спомнавте нешто за проектите, но ајде да видиме до каде застанавме. Што ни остана да се подсетиме и да подспомнеме? Ова година нашите наставници и тимовите кои работеа на годишната програма беа доста креативни, имат, мислам, тие секогаш имат многу идеи, но сепак се потрудивме сега да не ги внесеме сите во годишната програма, затоа што не можеме ни да ги реализираме сите, но оваа година приоритет им дадовме на неколкуте проекти. Така, например, како еве да се надовржам на ова што кажа директорката за остварување соработка со Домот за децата без родители 11 октомври од Скопје. Тоа е во рамките на проектот Даруваме радост. Всушност тоа ќе биде една хуманитарна акција, најпрви не замислена како собирање и донирање на играчки, а понатаму сигурно ќе следат и други акции. Потоа, вториот проект кој веќе се реализира, скоро е во завршна фаза, тоа е Виножито, тоа е проектот за разубавување на училишниот простор, каде што го оплеменивме едниот кат и приодите кон тој кат со весели, убави бои, вратата, скалите и така натаму. Проектот Градина, бидејќи имаме еден прекрасен простор во училиштето, така наречен стручно пацио се нарекува тој простор, кој всушност представува една мини градина, отворена градина, но сепак затворена од сите страни. Тука исто оплеменување на тој простор и намена на тој простор за дружење, за наставниците, на учениците, иако не е голем, може да се организира на убав простор, на убав начин. Потоа имаме прекрасен проект, мюзикл со учениците од 9-то одделение по сценариото на книгата, всушност по книгата на Горијан Петревски Сама. Потоа имаме проект Здрава храна, здрав живот, бидејќи континуирано сме свртени кон нормално кон грижа за здравјето на нашите ученици. И еден од многу убав проект на Министерството
кој уште од минатата година го започнавме, тоа е заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Тука се вклучени сите, наставниците, родителите и учениците. Имаме низа активности заедно со родителите, учениците и наставниците, почнувајќи од спортски активности. Почнувајќи од спортски активности, посета на разни културни манифестации и приредби. Така, например, бевме на посета во Македонска опера и балет, на балетска представа Лебедово езеро. Сега планираме уште една посета. Потоа имавме една прекрасна манифестација во училиштето по повод меѓународниот ден на татковците. Имаше ликовен и литературен конкурс "Силата на татковиот збор", малку поинаку, бидејќи постојано се фокусираме на мајките, на денот на мајките. Ова беше денот на татковците, со пригодна приредба кога дојдоа сите татковци со своите деца и така добија и пригодни наградените ученици. Ке ти падна и по некоја солза. Солза, да, точно. Замислете. Точно. Затоа што творбите беа посветени исклучиво на татковците. Имаме во рамките на овој проект заедничка грижа акција "Прочитав јас, прочитай ти", прекрасна акција во која разменуваме книги со родителите, децата, ние наставниците. Потоа имаме во рамки на таа манифестација и донирање на книги од страна на родителите. Минатата година со 300 книги добивме донација од родители. Потоа имаме заедничка химна со најинфрешери, имаме така сега е снимена, заедничка химна со партнер училиштето најинфрешери. Потоа имаме се вклучивме, тоа сакам да кажам, дека се вклучиме во глобалниот час. Тоа е час, како што и самото име кажува, на светско ниво, кој се одржуваше таа една недела во октомври, каде што беа вклучени училишта од целиот свет. Се вклучивме и ние со 4 наставни часа кои се одржаа во училиштето. Во акцијата Македонија без отпад, тука видов дека одат и некои фотографии од таа акција. Потоа, сега во моментално нашите ученици беа и вчера беа уствари завршено е денеска, посета на Природонаучниот музеј во Скопје, посета на музејот на Македонската револуционарна бојба, посета на меморијалниот центар на Холокауст. Така да секогаш нешто се случува. Постојано има нешто. Евентуално ќе одат на Златославице организирано. Да, учило Златославице, имавме куклена представа, сега овие денови тече куклената представа. Еве тука имаме веќе снимки од многу ваши активности, од приредби, од посетувања, гостувања и така натаму. Добра, ајде кога веќе сме тука кај тој дел би сакала да ни кажете нешто повеќе за вашата работа на педагошко-психолошката служба, од аспектот со оглед на тоа што вие сте психолог, за вашата стручна активност во училиштето. Работата на службата се одвива во повеќе сегменти. Ние сме вклучени всушност во сите сегменти во работата на училиштето. Учествуваме во изработки на годишна програма, на прилозите на годишната програма, учествуваме во само евалуацијата на работата на училиштето, кој е еден многу битен сегмент од работата на училиштето, бидејќи со само евалуацијата се одредуваат сите наши недостатоци и сите наши добри страни. На основа на оние, тоа само евалуацијата се работи на 2 години, туку учествува целиот тимови од училиштето, составени од наставниците. Тука ги сумираме резултатите, значи во изминатите 2 години се фокусираме понатаму на оние страни кои не се слаби страни, нормално секој има и слаби и добри страни. Потоа работиме со ученици во индивидуално групно советување со ученици, работа со ученици со посебни потреби, ученици од дисфункционални семејства, со погрешни техники на учење, помагаме на учениците кои потекнуваат од семејства со низок образовен статус, на родителите со недоволна мотивација. Потоа го следиме напредокот на учениците, соработуваме со родителите постојано преку советување на родители, разговори, едукација на родителите, со наставниците исто така, со наставници, почетници во поддршка и помош во воспитно-образовната работа. Потоа следиме работа на наставниците со посета на часови. Потоа исто така имаме дел во нашите годишни програми кои се однесува на професионалното усавршување, како и сите наставници, така и ние.
Исто така сме должни постојано да се едуцираме и усовршуваме. Би споменала дека еве сега последно нешто што беше семинарот што го посетивме 10-12 наставници од училиштето, семинарот за дислексија, и морам да кажам дека тоа бевме на наш трошок, значи убаво стекнавме некои убави предзнаења, бидејќи дислексијата досега некако не е толку позната во нашите образовни кругови, не е толку ставен фокус на неа, тоа е многу голем проблем со кој ние се соочуваме со години, а всушност не сме стручни, не сме биле свесни всушност дека дечиња тако нешто не може да велиме, не го научив да чита 4 години, не 5 години не го научив да чита. А имало проблем. Дека има здравствен проблем, дека да. И не е до дечињата и не е ни до вас и до... Така. Во главном тоа е работата на службата и многу друго. Така. И нормално и многу работи кои не се во доменот на нашата работа, но постојано се работат во текот на денот. Колку години сте вие психолог? 30 години оваа година. За 30 години имате видено многу дечиња, Точно. многу различни дечиња и што е многу важно, генерациите се менуваат. Колку е измената генерацијата за 30 на години? Генерација, значи зборувам, од 7 до 13-14. Значи дечиња од тогаш, дечиња денеска. Па да ви кажам, децата се секогаш деца, сега со мали нијанси, нормално, модерната технологија можеби направи многу промени, тоа не ми се Кај нас први допаѓа. возрастите, па Да, кај децата тоа да не не ми се зборуваме. допаѓа. Сакам да кажам еден пример кога постојано ние имаме контроли од МВР, од секторот за малолетничка деликвенција, Да. така соработуваме со нив. И така, минатата година кога беа и ме прашуваше инспекторот што можам да посочам, какви, дали имаме некои инциденти во училиштето, дали имаме тепачки, дали... Јас бев... Всушност и тој беше толку фрапиран кога му кажав дека последните години на вистина ги нема оние инциденти детски, но тоа нормално во секој училиште ќе има и тепачка и се тепат и девојчињата помеѓу себе, се тепат и машките нормално. Тоа не се не знам какви тепачки, но тоа се некои ситни детски работи кои нормално да, па некогаш ескалираат на малку повисоко ниво, ама тоа не е ништо страшно, тоа се решава се во училиштето. Нема такви работи затоа што всушност децата не се ни дружат многу помеѓу себе, освен на училиште. Да. И тоа на училиште е така некако. Да, точно, тоа беше еден податок на еден просветен работник од една јавна институција, не сеќам каде во државата, и кој го праша на кој начин функционира училиштето, како се, што се однесе до безбедноста, до сигурноста на децата. И точно господинот рече, па немаме проблеми. Па изненадувачки, но децата не се дружат. Кога да се степаат, кога да има проблеми, кога не се дружат. Дружат многу Нема дружби, на тој начин сме вика посигурни, бидејќи знаеме секој ќе си седне пред својот таблет или телефон и си Така времето си носи времето си носи новини, ги менува децата. Точно, не, тие во училиштето се дружат, но добиваат дома не се премногу дружат. информации, некако во тие мали години премногу информации кои би требало малку покосно да ги добијат. Нели и со тоа веќе прераснуваат, не се веќе дечиња. Пред време се зрели. Пред време созреваат, пред време некако добиваат возрастни информации во тоа мало тело и мало мозочок. Точно. Тоа е мене ме загрижува повеќе што тие дома не се дружат. Во училиштето ние нормално имаме и активности, тие се нон-стоп заедно. Ама тоа е кус период. Тие се многу повеќе дома отколку што кога ќе ги прашам, таа ми е другарка, имам толку другарки, одите ли една кај друга, се дружите ли таа кај тебе, па да преспиеш кај неа, да не, никогаш јас не сум отишла кај неа. Значи другарки се тие всушност не знаат што е другарство. Но на Фејсбук се другарки. Да. Имаш пријатели на Фејсбук, немаш вака. Тоа е малку што загрижува, но сепак еве овие активности во училиштето ние се трудиме да тука да ги зближиме повеќе и да ги излечеме од тој светот на техниката. Ги нема безврижните детски игри од улични игри, како ние кога сме биле деца, нели ластика, па топка, па не знам. Ги нема, еве сега доаѓа зимата, снегот. Јас многу сакав на снегот кога ќе излезевме, нели на санки, па да се играме со сите снежни оние лудости кои ги правевме. Сега снег ќе има, ќе ни падне снег, кај се децата со санките? Си фалето жагорот, убавината на снегот. Тие се внатре, и се сликаат дека надвор имало снег. Тоа се случува. Добро. Ајде сега нашата трета гостинка, која некако ја запоставивме цело време, но таа сепак ние со
повод, координатор за патронатот, госпоđа Тања Стилковиќ. Значи, вие сте одговорната особа која што ќе се грижи за активностите кои што се случуваат. Мора некој да... Но сепак еден треба да биде организатор и виновен доколку нешто. Еве како вели директорката, виновна ќе знае по кого да се бара информација. Ова година, како што и кажа директорката, 76 години од постоење на нашето училиште. Така. Училиште прво на македонски мајчин јазик. Наредната недела, значи од 23 ноември до 27 ќе биде во знак на одбележување на патрониот празник. Добро. Од понеделник од 23 почнуваме со турнир во шах меѓу ученици, наставници, родители, сите се вклучени и партнер училиштето. Ова година и патронатот е во најмногу фокусирано на МИО проектот. МИО проектот, меѓуетничка интеграција со Добро. партнер училиштето на Инфрашери. Од таму ќе дојдат. Во вторник ни е литературно читање со партнер училишта. Среда ликовна работилница Јас сум уметник, во која учествуваат ученици од прво до 9 одделение. Ќе бидат поканети и ученици, колеги, наставници од Други партнер училиштето. Во четврток 26 ноември имаме свечена седница во 10 часот, потоа прием на гости во 11. Секоја година пред бистата на патронот, положување на цвеќе, читање на лична творба од ученик. Сега, Така. предходните години беше промовирање на ученик на генерација, Прво беше на меѓутоа крај на кога учебна година, го така. славевме патрониот празник последната мај. недела во месец мај, овие 2-3 години, трета година е сега како сме се промени тоа, значи Датумот и многу е месец, рано така. во ноември месец, после Да, да првото се- месече ученик на генерација, тоа ќе остане за крај на учебната година. Така. И дипломи и награди за Да, освоени први, за сите втори места, активности така низ текот на годината, па после тоа е свечена приредба во која учествува хор оркестар и рецитал со партнер училиште, како и народни ора со ученици од нашето и партнер училиштето. На 27 петок прослава на патрониот празник со приредба. Ова година така е договорено, ќе се одржи во подрачното училиште во село Орашец. Добрешане. Добрешане се извинува. Значи учениците од Добрешане подготвуваат приредба, а ние од Централното училиште и од другите Ќе бидеме подрачни гости. училишта ќе бидеме Одлично. гости. Ќе бидат поканети Да, и така, членовите од членови. порека наша, ќе дојдат и наши Имаме ученици, гости, ние ние. наставници, работени така Што се натаму. однесува до Да ги уважиме Да. малку и тие се наши. Да, дел Сигурно, од нас. сигурно и така треба. Сигурно. Многу се радуваат кога ќе им отидеме на гости во подрачните училишта. Децата, дечињата се многу радосни. Еве и дури сега Да. се направиле и представа и програма, Така, организирани, така. ве повикуваат. Добро. Ајде сега ме интересира еден друг дел. Вие сте наставник по македонски Да. јазик. Колку децата говорат македонски? Па да ви кажам вака дека доста добро. Одедење разговори, сака, дали се семинари, трудат? Па се трудат, мајчиниот јазик го учат. За разлика од други градови, тоа сакам да кажам во комуникација со колешки и јас професорите кажам, од професори универзитетот, да. од тоа, Да. Тоа е дека ние куменовците зборуваме најправилно македонски Литературно. литературен јазик. Да се обраќаат И во децата, неврзани комуникации. Да. Инаку се трудат и работат. Со оглед на тоа постои, нели, спомнавме за таблетите за техниката што ги превзема дечињата, каде што англискиот е еден од јазиците кој што ни постои на во комуникација со електронскиот свет. Така да, дали читаат децата, дали има лектири во денешно ден? Знам дека Да, постоја како не. лектири, но сега некако се губат. Има основни Има училишта каде сега, не постојат веќе
читање на лектири во текот на годината. Немат, јас сум родител, јас знам дека кај моето дете нема лектири веќе неколку години. Зошто и како не знам, а една од многу убави работи кои јас се сеќам и ден денеска ги памтам тие лектири кои имам прочитано, без разлика колку се велат едноставни, но Хајди ја памтам, ги памтам многу некои работи. Малиот што ја принц, работиме книга Хајди. од 777, неколку пати во животот треба да се Оливер навратиме. Твист, Големи и мали, големи и главите мали. години. Како не? Значи, толку многу лектири кои цел живот ми оставаат некои убави сеќавања од детството. Зошто да го нема тоа? Електронска форма. Па го има, Но еве постојат намалено училишта каде го нема. Меѓутоа, јас можам да кажем за нашето училиште и за моите колешки. Ние сме Така. 5 наставнички по македонски јазик во основно училиште. Кочурацин. И работиме редовно. На месец, месец и половина една Лектира. лектира. Значи 6-7 лектири во текот на учебната година. Овде морам да споменам и да ја пофалам нашата колешка, исто така наставник по македонски јазик Ивана Ѓурѓиевска, која што работеше во подрачно училиште Орашац, сега е во Централно училиште, таа ни е библиотекар. Како што и спомена директорката, библиотеката е со голем фонд на книги и Голем број на читачи. и откако е Ивана тука, Постојански значи тоа е карти. толку интензивирано, што постојано можете да дојдете во училиште да видите дека таа од дечиња не може да се отргне, колку се во библиотека и медиатека помагаат, читаат, менуваат книги, значи Да, па наистина, Ивана го има тоа во себе, знае како Така. да го извлече многу е креативна, многу е од човекот тоа позитивното, се што работиме во училиште Упорна е. и тука можам да кажам околу патрониот празник, од неја имаме значи безрезервна поддршка во се. И за разбира. се. Директорке, многу е битно кога луѓето кои што тимот, еден тим на една институција, да кажеме, на една установа, на еден колектив, е многу битен тимот ако постои тимска работа. Така, најбитно нешто. Американците и европјаните велат за успех во било кој колектив е тимската работа. Значи, ако постои тоа, ако Така. вие како особа која е на чело го изменаџирате на неквалитетен начин, значи нема работи кои не може да се изреализира, да се остварат и доколку постои креативност. А вашата работа е од многу голем дел е креативноста, ја води всушност комплетната. Така, точно така. Тимот е најважен. Кога функционираме тимски и за било која работа која ќе ја зацртаме, целта да ја оставиме, да ја оствариме, се извинувам, водач на тим, Да. негови соработници, секој да си ја знае својата работа. Целта ни е тука и мора да има успех. Нема неуспех. Се разбира. И предходниот текст директор ќе го спомнам, господин Драгиша Цветковиќ работеше тимски, имаше формирано тимови за сите подрачја. Еве ние продолжуваме по тој пат понатаму. Само со тимска работа се води кон успех. Индивидуално никој не може да постигне ништо, како што ќе постигне со тимот заедно. Така. Нормално, нели, секој според своите можности и способности, јас сум способна за едно, колешката за друго, тетата за тоа и кога ќе си поредиме работите, секој успеваме. Сигурно, сигурно. Јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам што одвоивте време, тука е крајот, може би сакате да ни кажете нешто што може би спуштивме или да ги повикаме дечињата, да ги повикаме родителите да присуствуваат на вашиот патронат, да видат на кој начин сте се подготвиле, на кој начин е изведена представата и одбележана на патрониот празник. Јас ќе ги представам нашите гостинки уште еднаш, директорката на Општинското основно училиште Лидија Пешевска, психологот Кети Бејрановиќ Доцевска и координатор за патронатот, наставник по македонски јазик Тања Стоилковиќ. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и ние на поканата. Да ви го честитам патрониот празник. Благодарам. Да се поминете убаво. Благодарам, повелете. Ви благодарам и јас се надевам дека сигурно ќе се потрудиме да го одбележиме и медиумски да го препратиме тој ваш настан кој е многу убав. Почитувани гледачи, тоа е она за што сакавме да ви известиме денеска што се случува во нашиот град и да ве запознаеме со нашите Се надевам дека бевме доволно интересни да го задржиме вашето внимание
до крајот на денешното издание, а доколку е така, се гледаме утре повторно во исто време. Надвор имате сонце, искористете го и имајте убав и пријатен ден. Светот нон-стоп врти круг, вчера север, денес југ. Што му можат лавини, полне со убавини. Нека спие сонцето, кога грее срцето. Сите луѓе срекни се, штом ке почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало, мало место убаво. Човек твој е брат, има само еден пат и по него оди ти, таму нема граници. Нека спие сонцето, кога грее срцето. Сите луѓе срекни се, штом ке почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало, мало место убаво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало, мало место убаво.